Sve što treba da se sluči, je se sluči koga daje. Može denes, može utre, samo jeden Gospod znaje. Čovek saka se da ima, ama se za site nema. Što je ova teška bolest, da se graba, da se zema. I ja sakam da sum gore, ama dolu kojke preta. Darba treba gore mene, samo umo sam mi leta. Jaz ti sum roden baksus, od nebo padat za breme. Toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi. Ne taka, moja ama život imam, kako nekoj drug što saka. Mnogo smetki džebotenog, što li prvo da se plati, sajmi velatno i dolgot, mora jednaš da se vrati. Džabe ti je srce polno, nikoj srce ne ti vara, sekoj licem ke ti plesne, ovoj sve govrti para. Jaz ti sum roden baksus, od nebo padnat za breme, toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi, lele majko što me rodi. A ako sakaš da ti zastane magarčето, mu veliš čuš. Čuš! Ko će te da Živko? Da li magarията лижат сладолет? Ау, nezgodno prašanje. Абе, во дупени дупенски магариња не сум видел да лижат, а некој други можда има. Има, ми се чини дека има. Ајде, оди ме. Оди бе. Ајде, бе. Чуш! И шо ти стана сега пред детево најде да збеснуваш тука? Одам да расчистам некои работи. Живко, ова атмосфера... Одам кај Бошко да му кажам Абе, два-три збора. Остави ги работите, јас да ги средувам, бе. Што има да се Ти да ги меш? средиш? Јас сам и кој? Она мата ми се тупоса вчера на работа. Се расфрла со пари, ми мести некои афери. Слушај, не можам да дозволам една капанска Абе, роспједа. чекај, ало, те молам, што е сега? Станот ви го откажав, да знаете. Ај, оди си со здравје. Со твојата себичност, Баго. Парите, се разбира, ги потрошивме. Па те Живко ни ги собра на карти. Баго. Слушај, Бошко, овде не се работи ниту за пари, ниту за слава. Се работи само за обичен селски инајд. Знаеш што, магарето е веќе на мостот, само треба некој да го турне. Добро, ако е Живко мој магарето, јас ќе го турнам. Ама ако си ти, да знаеш, веќе се давиш во реката. Аман заман, имај милост. Аман заман, имај милост. Само ти и никој друг. Ајде, не туку се глупирајте, ајде. Ајде, доста, ајде. Аман заман, имај милост. Само ти и никој друг. Аман заман. Вие навистина сте ненормални? Чичко ти, драги, не сака да чуе син му да има нешто со нашето семејство. И тоа за тебе се глупости, така? Го сакам.
Сакаш да ти повторам 10 пати дека го сакам? Исто како што ти си го сакала тата некогаш. И што сега? Само ова сакам да знаеш. Дека кој ќе застане помеѓу мене и Владо ќе се изгори. А најмалку очекувам ти и тата да се изгорите. Вие сте необична жена. Парите се во Овчарот. Прекрасна. Овчар купува куќа од половина милион марки во Скопје. Ту не ве понудив ни со пијалок. Ни тргна муабетот. Одлично ни тргна, сваќе. Спасе, ајде станувај. Терминот е завршен. Одиме, ајде. Па знаеш дека ќе дојдеш. Јас многу те сакам тебе. А луѓето што ги сакам, никогаш не ги оставам на цедило. Одиме. Ајде. Чек. Шо? А како беше дозата? Дозата 30 минути кај елените, 20 минути кај фазаните и 10 минути кај мајмуните најзначајно. Ајде, одиме. Од утре заедно ќе си доаѓаме. А понекогаш ми е жал за тебе, ама те сакам многу. Туку да одам да видам овие старциве да не направи дедо некоја глупост па да се чешламе после. Се враќам веднаш. Аман беш, то се... И куќава се распаѓат веќе. Ај како било. Не знам дали ја видовте фотовеста во нашиот најтиражен неделен вестник. Каква фотовест? Живко обесен на решетките кај мајмуните во зоолошката градина. Аха. Туку... Мани друго. И тој нас не подучува како да ги смириме нервите по брачниот бродолом. На здравје. Толку беше од големиот Живко. Заврши во зоолошката градина. Ле само да го видовте како се беси, како се качува по тоа кафезите во кај мајмуните. Дада Маца никого не заборава. И во Арно, и во лошо. Мислам дека со ова мисијата на сестра ми на мажево заврши. Редно е да ги расчистиме сметките и да се изгубиме од тука. Драга Сиси, пардон, Фифи, не избрзувај. Да се изгубите? Па зашто да се изгубите, а? Па треба ли да се очовечите? Треба ли да добиете вистински идентитет? Треба. Слушај, им се смачи на затворите од вас и од таа Сиси. Што виниш ти, малечок, а? Јас веќе се чувствувам како дел од оваа фирма. Ми е жал за Сиси, но убаво ми е и со сестри. Ти си дел од... Да се венчате, ќе ви обезбедам пристојно живеалиште. Платите, еве, фала Богу, ви се дебели, така ли е? А? Слушај ти, Ороз... Знаеш која сум јас? Знаеш? Мислиш ке се задоволам со трошки? Ти личам на врапче? Ако Сиси е змија, јас сум кобра. И второ, кој ќе се врати Живко, плескавици ќе прави од тебе. Кеш, сестро, кеш. А ова мажево ќе ти го оставам како новогодишен поклон. На елката да си го обесиш. Фифи! Кеш! Не, кеш нема. Нема. Сега сме, знаеш, во некои нови инвестиции. Добро бе, што ти фали овде? Те примивме тебе, еве, наместо сестра ти. Што ми фали? Ова фирма не е моje ниво, сестро. И велиш нема кеш.
Ako do утре ова време не плукнеш тоа што треба да плукнеш. Што ме гледаш, бе, ајде тргнувај. Каде бе, пилиња? Врати се на ситука. Ситука. Шо сте цвркнале во мене ко во Марлон Брандо? Бошале! Ти да молчиш. Бош... Ќут! Смири се, бате боле, и изброј до 5. 1, 2, добра. Моремашка, како ти беше името тебе? Тоа твоите предлози за нови инвестиции, да ти биле ни вода, ни киселина. Такви фирми не постојат ни во судскиот регистар. Бате Бошко. Отвори го пенџерето и качи се горе. Ајде, качи се горе и скокни и јас да не те турнам. А ти мори, Фифи, сестра ти в Кимис, да не речем Кюмес, а ти овде, а? Знаеш како ги викат таквите ко тебе кај нас в село? Мозолче. Оти никнуваат на секаде. Ебе, мамето. Колега Страчковски, нешто си отсутен, а? Не, малку сум уморен. А ова е ќеркичката, така? Дај ми ја сликата. Количке Маја, многу си дозволуваш. Страчковски, моите информации говорат дека веќе си се вселил кај таа фризерката. Зборуваш глупости. Пред 2 дена заврши со реновирањето на станот. Денеска треба да ти дојде и новата спална. Колечке Маја. Си ги променил и тапетите во дневната соба и тоа било на твое инсистирање, така? Добро, да речеме дека е така. И? Ново семејство. Интересна комбинација. Хирург и фризерка. Интересно. Знаеш што, не дозволувам да ми се подсмеваш. Колега Страчковски, пред неколку дена размислував за твоето презиме. Некако се ми се чинеше дека тоа презимето Страчковски некако не ти одговара. Меѓутоа сега сваќам дека поголема страчка од тебе здравје. Добро. Уште малку. Слушај, само до пред 2 дена спиеше во мојот кревет. Јас те запознав со моите ќерки. А сега што гледам? Гледам пред мене загрижен татко на 2 годишно дете. Добро, сум спиел во твојот кревет, да. Спиеле и други. И што? Те молам без навреди. И ако може само малку да те цитирам, може? Може, добро. Маја, моја мила, мајчке, душичке, ти мене ме очовечи, ме очеличи. Животот ми го направи прекрасен. Мајчке, душичке, малку е да ти кажам дека те сакам. Те обожувам, мајчке, те обожувам. Колешке Маја, вие си дозволувате... И последен цитат. Мајчке моја мила, ти од мојот живот направи бајка. Сега бајката е завршена. И ти препорачувам да си одиш малку дома, да го пронајдеш Данте и да ја прочиташ неговата божествена комедија. Оти пеколот опишан таму за тебе ќе ти биде претесен, колега Страчковски. Јасно ти е? Нема
Молам, без вознемирување, полека, кротко. Дојдов да си земам некои лични работи. И си ода. Некоје одбрано друштво, па. А гледам и нема место за мене тука. Мирен Урго? Бате Живко. Бате, топол збор. Многу непосреден, многу тежок. А и не е убаво да се пика и кај треба и кај не треба. Повелете, господине Бошко. Матце, знам како се чувствува, знам. Како да ти се пикнат и двете нозе во една чизма. Сама си ги пикна. Аха. Па ти не си во зоолошката градина? Или ти дале слободен ден, а? Курс, маце, посетувам курс. Како се станува лав во човечка кожа. А потоа ќе учам и како да ги напаѓам животинчињата, како почитуваната Фифи, почитуваниот Соклер, Мирен Урго. Маце, а да земеме такси да се изгубиме од овде, а? Како мислиш да ти викнам такси? Околу Скопје во мотелчиња, колку сакаш да бираш. А, маце? По мотелчињата скопски можеш да ја носиш Ана, мис од Дупенски. Добро, извини. Те молам, извини. Знам, не ти се ниво, ама... Размисли малку околу мојот предлог. И јави се. Ништо не е завршено. Војната продолжува. Знам, маце, знам. Оди ми со здрави. Море, готови сте, мамичето ваше. Еден час сум овде. Дојди. Кога пеглам некако сум најсмирена. Тато се смирува во зоолошката градина, ти со пеглата. Вчера сузето беше кај мене. На сите знам што да им кажам. Да ги посоветувам да им помогнам. А со вас и со татко ти, не знам. Како да не знаеме што да си кажеме. Тоа мислиш дека е од сега? Сите наши домашни и фамилиарни разговори завршуваат со кавга. За сите сме во ред, само за нас не чиниме. Со сузето ја претерав. Ама ми кажа некои работи. Верувај ми, не ми се почнува разговор со вас. А имам потреба од односите со Блаже ги средив. Сега пак све крвата збесна. Се влечка со некој пензионер. Секој ден зврцкаат на телефон. Што да ти раскажувам? Не само Блаже, и јас се нервирам. Беа и овде. Не зборувате? Ова е со денови. Не можам повеќе да издржам. Колку што го донесов до некој ред, татко, ти сега збесна ова. Ми доаѓа да прснам некаде и да не се вратам. Оди види кој е. О, чичко драги. Од кога се немаме видено? Го барам, Владо мој. Кај нас? Да. Па повели. Кафенце може? Не сум ниту за седење, ниту за кафе. Мамо, јас ќе одам во собата кај Сузе. Оди. И, драги, што е? Го барам син ми. Кај нас, а? А каде на друго место? Слушај, драги, не знам што си наумил, но немам ниту нерви, ниту енергија да се расправам со тебе. Го криете.
Не, ти си готов за на психијатар. Слушај, веднаш да го напуштиш станов. Јас ќе го напуштам станот и ќе одам кај првиот психијатар. Само, драга господјо Милка, ве предупредувам, подалеку од мојот син. Колку подалеку, толку подобро. За вас. Абе, не туку го мести, измамни го посредина, ајде. Ајде те видам. Добре, аушена. Весове! А дека, добре, одлично, чека. Оста, јас ќе го довршам тоа, ајде. А сега ова, виж бе, посредина. Косум наведнат нема, бе. Вака косум нема, само све. Да не мамеш по челенка. Ајде. Браво. Добар ден, бате. Како сте? Добри? Ајде, не бе. Убаво. Останавме на улица. А тебе па многу ти е гајле. Да, ако не ми беше гајле, немаше да доаѓам овде. Ајде, доста тука, само... Дрвова ми се отлани. Да, погледаш, тој ми ги подава дрвата и секирате ми вика не се секирај, а јас цепам. Па има ли салам човек во вашата фамилија, сите сте кила. Ке учаме шо ще ти Знao, олади малку. Ви доста со таа секирата и јас почнувам да се секирам. Ајде да влеземе внатре. Пате, не сум за влегување, имаме нешто да се договориме јас и ти. Како влегуваме? На брзина. Да, сите работи ги правите. Од нога мислам, ќе го смуваш сега батете и ајде после магла. А чупињата дома нема што да ми јадат. 3 дена се на маргарин. Абе, затоа тоа муцката ама да му бате, ајде по една ракија. Ракија нема, ја испив до капка. Ти ја испи? Јас ја испив. Јас сум бил пијаница. Абе, кој ти те... Што сега? Олека. Ти го сакаш да кажеш. Види, јас само да се договорим. Само да се договорим. Јас треба да се изгубам. Не мрдам. Ќе мрднеш. Не мрдам, сакаш да мрдам? Не мрдам. Абе, ќе не мрдам, бе. Вчера знаеш што ми направи? Кога ме акна овде над бубрен. Ако не? Абе, не може целден да се издижам. Има да те носа. Чекај! Лиза да те носа, знаеш. Шо чекај? Нема проблем, ќе мрдам. Ќе мрдам. Зајде. Ќе мрдам. Батињата како гугутки сами. Весо. Само не знам уште колку време ќе гугате. Весо, вака ќе те знаеш, ќе ти зомја мици, дај таму, пари кафе. Мансо. Кафе стави. Види се, дојдам да ти дадам 1000 марки. Да ти се најдат 1000. Абе, како да, не знаеш, не работам, кој ќе ти вратам? Абе, молчи се, за враќање кој ти зборува за враќање? Абе, осте, како и да, абе, тоа е многу, не сакам, не. Абе, уживај ти, јас, зошто сум тука, ти постар си, ама јас сум повака. До 100 марки. Доста сега, ајде. И се брзам, се враќам. Живе, Живко. Тоа бе оригинал. Весо! Не ставај кафе! Сузето овде е? Сине. Молам, тато. Те барав? Овде сум. Овде? А каде? Имаш стан, имаш татко. Имаш стан? Бев таму. И на вратата се појави една млада, атрактивна девојка. Тука некаде на мои години. Со стомак до заби. Слушај, сине, овде не е место за сериозни разговори. Вие само разговарајте, јас ќе... Тетка Милка, ве молам, останете. Тато, немам што да разговарам со тебе. Има, сине, има. На некоја моја врсничка јас да ја викам мамо. Да се приберам кај тебе и да думкам бебе. Првем среди си ги работите со твојата нова жена, а потоа со мене. Слушај, сине, ако сакаш да имаш татко, те молам, бегај од ова семејство. Бегај како од оган. Ти не си свесен во каков змијарник си влегол. Не ти се чини дека малку претеруваш, господине драги? Драга господјо Милка. Заре мојот син да му вика дедо на човек кој се беси на решетките заедно со мајмуните во зоолошката градина? Зарем ќе дозволам мојот син да... Тато! Да влезе во семејство во кое со години се провлекува лудило, а? Уште во Турско некој прадедо на Живка се обесил на сред село
наорев. А во Турско? Аха. Драги, од твојата душа извира невидена злоба. Слушај, те молам, веднаш да го напуштиш Станов. Разбираш, веднаш. А ако не сакам? Ке викнете, може би, и полиција, така? Па да. Вие сте познати. Мислам, Живко и неговите, како соработници на разни полиции. Кој знае колку луѓе поради нив лежеле в затвор. Искрено, драга господјо Милка, дали би дозволиле ваше дете да влезе во вакво семејство, а? Знаеш, драги, сега ќе ти кажам нешто како лекар. Подитно да се јавиш на некоја психијатриска клиника. Па ти си веќе опасен за околината. Како, молам? Така убаво. Не токму си. Види, гости, а? Ненајавени. А што стоите? Седнете, бе, ова е домакинска куќа, бе. Раскомоти се, бе, драги, бе. Злато моје, да нима некаков проблем нешто? Не. Па, бе, драги, како си ти, бе, драги? Добар си? Тоа лилето како те служи, мислам? Слушај, Живко, дојдов да расчистиме нешто. Ман со тоа твое расчистување. Откако си дојден од Америка, само нешто расчистуваш. Само нешто копаш. Овде си, онде си. Ман веќе. А работиве се кристално чисти. Абе, ко сонце. Чекај. Чекам. Пред малку елаборирав една тема позната како... Знаеш, на Милка твоја и објаснував некои процеси врзани со твоето семејство. Така, интересни процеси, интересни. Ти цар си за објаснување, знам, ти верувам се. Знам. Си лаели по улициве и по кафаниве. Ми местиш некакво лудило, не правиш мрднати, така? Ми калемиш прадедото мој како бил нездрав, несалам. А многу убаво знаеш. Насила го качиле на орев, да чука дореви, се лизнал сирома. Паднал и се отепа. И? Живко, ај остави ги тие работи, те молам. Абе, Милче, моje злато, иди спокојна. Ако се чепкаме, да се чепкаме до крај. Слушај ти, драги, пардон, господине драги, али ти текви за тој стрикати твој шо шеташе по улици низ село, им го покажуваше да ми простит Милка бабалакот таму. Ајде ти се молам. Ми се молиш. Така со бабалакот шетал по улиците и се смеел ко зелен. Самиот. Ти текви за него или не ти текви? Стрикати твој за него ти изборва. Каде? Ало, кај одиш таму? Вамо е вратата за понадвор. Повели, господине драги. Ајде. Крот, поле. Кај се другите? Не знам. Ајде, собери си ги парталите и Џом. Ајде, ќе го акнам клучот на кафаната, ајде, џаде. Добро, кај изгрешив мајката? Бошко? Дојде да те нацицам? Дадичка ќе ми те нацица, бе, злато. Те молам, не ми излегувај пред очите. Дада Маца и во арно и во лошо е со тебе. Живко ти ги копаш очите. Сега ни ги ископа. Како можеше цела стратегија разработи само да го тргне Живка? И го тргна. А кој стои зад ова уйдурма, што мислиш? Ти и твоите пријатели ми го начукавте. Како не ти е срам? Бошко, стреси ја главата и разбуди се. Буден сум, срце. Буден сум. И гледам.
Знаеш што гледам? Ѓубре. Куп лајна. Гледам ороспија со тапија. Гледам една ненаситна крава која паси во туѓи ливади. Гледам една грда, лакома кучка. Дори и син ти го доведе и го направи шеф во кафанава. Боли, Бошко, боли, пушти ме, те молам, пушти ме, боли! Боли, а? Боли. Ќе боли. Оди наполни ја кадата, ајде дома и наполни ја кадата со вода. И таму да ме чекаш. Ајде, пиши! Ке те задавам, купиле Тупенско. Ти реков наполни ја кадата со вода и чекај. За секое задоволство плаќам. Уште. Ај уште 3, ај. Ја. Не умре. Од тебе ќе направам вистинска бомба. А да излеземе малку од подрумов. Не фаќа психоза. Ќе излеземе, ама кога ќе бидеме подготвени. Ми е жал за гулабот. Ми е жал за гулабот, пак тој за гулабот. Гулабар, еден ми заеден. Јас од тебе сакам да направам терминатор. 1, 2, ама под еден услов. Има да заборавиш на гулабите. Како? Како? Со отворени очи. Има да научиш да гледаш овци. Гледаш? Ајде, ококори ги тоа очите. Ајде, загледај се во просторот и... Што гледаш? Ајде, што гледаш? Овци! Така, иш гулаби, нема. Ајде, ашкај гулаби. Аш гулаби. Гледаме што? Овци! Овци, ајде. Гледам овца. О! Жими мајка овца. Тоа не е овца. Овну еден и заеден. Тоа е нашата муштерија. Киднапираната се врати ка киднаперите. Совршено. Ова се вклопува во моите визии за злото. Ај не туку треси, Зелени. Слушај, сакам да ми завршиш една работа. Плаќам во готово. Сакам да си купам 5 гулаби и да си се вратам кај гулабарите. Што му е на ова? Плачко, ем мочко. Слушај, со плачков си немам работа. Абе, остај го. Како ќе му помине како на кутре. Плачи бе тоа. Терминатор мој еден и заеден. Слушај, знаеш ли ти што е планета? Сестро, планета. Па плаќам неброени пари еден човек да го снема од планетава Земја. Носете го кај сакате. Во Тунгузија, во Малезија, во Малта, во Кривогаштани, кај сакате. Само да го снема. Јасно? А кој е тој? Живко. Живко. Не. Никако. Не, не може. Не, за 10, не. И точка. 20... Леле бе, Жиле, бе, како бе, Жиле, за 20.000 марки, Живко, немој, Живко. Немој ме боли, како бе, Жиле, да те убијам, бе, како бе, за 20.000, не можам, Живко, не можам да те убијам, за 30.000, леле, Жиле, леле, боли, боли, ама, ќе го убијам со сета страст, ќе го убијам, море, нешто ќе го убијам, ќе го исечкам на парченца, ќе го убијам. Договорено. Договорено. Здраво, сине.
Ојно, мојко. Дојде. Дојдов. Седи. Што толку службено, бе, синко? Што е работава? Седи. 3 месеци те немам видено. 3. Не можам да ти ги фатам конците. Кај одиш ти, бе? Кај одиш? Синко, јас не можам да си ги фатам конците, па ти ќе ми ги фатиш. Добро, ајде, сгрешив, признавам. Да ти е прв пат. Слушај ме, се прибрав со благето. Го прибравме и детето. Па добро, де шо? А не ли се договоривме да дојдеш кај нас и да си со внукот? Живко јуниор те заборави. Плаче детето. Синко, бре, имав поважни работи сега јас. Барем да беше некој помлад. Кај го најде овој бе вампир, едва ја оди. Го видов. Па помладите немаат куќа од $500,000. Пак ти со таа твоја алчност. Добро, ти се смириш ли ти еднаш? Синко, јас и ти не чиниме. Луѓено си се арни. Нам тоа ни е во гените. Јас сум си алчна, ама ти си женкариште. Мене ми кажаа некои работи. Јас денеска дојдов да те карам. Што ти кажа, извини, што? Ми кажаа дека некоја смрдла доаѓа овде и дека те виделе како и купуваш бунда. Бунда. Не зборувај глупости, зборуваш глупости, значи. Не зборувам глупости. Слушај да ти кажам. Мене невестата Благица почна да ме вика мамо. Ајде. Ти знаеш и како се почувствав јас, бре, кога ја чув, кога ми рече мамо. Се почувствав како човек, како важна личност. И нема да ти дозволам да купуваш бунди на смрдли, бре, разбрали? Ѓубре едно. Најде. Мамо. Многу е убава. Убава, а? Да си ја земеме. Ајде, доста, бре. Ајде, прибери си гумот, смири се. И нема да ти се случи уште еднаш да поминеш покрај мажот мој и да не му кажеш добар ден. И уште ова да ти го кажам. Онаа смрдлата со бундата, знаеш ли што му е? Внука од брат. На кого? На пензионерот мој, на кого? Ѓубре едно. Добро, ма, добро. Не викам. Ако разбере Благица... Ке разбере зашто јас ки кажам. Како ти кажеш, како ти... Што ти од мове тој ти кажуваш? Уште ова да ти го кажам. Вечер ќе дојдам сум пензионерот на гости. Ако не си дома, па како си некаде, ќе те здробам, бе, ѓубре едно, ќе те здробам. Добро, ма, ќе бидам долу.